председателке. Имено изненаден сум што тука не се колегиве од ДОИ, затоа што цела расправа ни морализира тука како сме прифаќали или не сме прифаќали или не бил буџетот на ВМРО ДПМН, ниту па некој заем и така натака. Ова се амандмани кои што континуирано се поднесуваат заради тоа што во последниве 3 мандати граѓаните на Кичево немаат апсолутно никакви елементарни услови за живот. Па така да тоа лоповско лицемерие треба да дојде тука и кога има вакви амандмани да се бранат, а не само да се морализира кога нешто треба само да се добијат политички поени или некој да се обвинува дека не почитува некого. Туку ако бараме почит од некого, треба и самите да почитуваме некој друг и ги нема тука, жалам. Но ете ќе најдеме соодветен начин да им се каже за ова. Од аспект на депонијата во Новаци, мислам дека пристапот исто така ќе биде направен и на претходно што го зборуваше Крмов. Ке се сети господинот Речулевски, во рамките на Министерството за транспорт има една посебна подпрограма која што беше внесена по лично мој амандман за издвојување на 6 милиони денари, каде што требаше тој пат кој што ќе биде за обиколница на Новаци да се допроектира и да се изведе, за да на таа регионална депонија наместо додат камионите преку, тоест низ Новаци да го заобиколат и за да може соодветно на тоа да не биде оштетен хабитатот, веројатно така ќе биде и во Свети Николе. Сега што ми е поентава зошто се за збор. Јас сакам да ги уверам сите пратеници кои што поднесуваат амандмани, особено од ваков карактер, дека ќе бидат реализирани. Зошто? Бидејќи пред малку ја добивме веста, за кој беше од вашата пратеничка група од СДСМ поднесен амандман за наградување на лицата кои што учествувале во пожарите, дека на 320 учесници во гаснење на пожарите се издвоиле средства за да бидат наградени, односно Министерството за одбрана и министерот Владо Мисајловски ги наградил по 10.000 денари. Така да мислам дека е соодветно добро истото и да се пофали, да се нотира. Еве додека трае оваа амандманска расправа, амандманите кои што сме ги одбиле со одредено соодветно образложение, тоа образложение брзо се ефектуирало. Така да сакам да им честитам на сите што учествувале во гаснењето на пожарите, прво за храброста, а второ за наградата која што можеби е символична, но е знак на благодарност кој што оваа држава го дава за тие кои што одговориле на повикот кога било најпотребно. Благодарам.